чест ми е вака официјално да најавиме, како што многумина постиравте еден обид за нов фестивал, нова традиција во Прилеп. Фестивал кој ќе спојува традиционални игри, стилизирани танци, хумор, сатира, драма, буквално се она што како би рекол, се она што го фаќа ликот на легендниот Итар Пејо, кој што е, според приказните, по потекло од овој регион, поточно од Мариово. Овие неколку дена ќе имаме навистина богата програма, ќе имаме гости од странство, кои што ќе бидат овие неколку дена. Мислам дека се е организирано, спремно, ќе можат убаво да си поминат овие неколку дена во нашиот град. Имаме што да прикажеме, имаме доста концепцијски делови во склоп на фестивалот. Околу програмскиот дел подоцна ќе ви каже Елена. Поканувам градоначалникот на општина Прилеп неколку збора. Пред тоа да напоменам дека како организатор, односно организацијскиот дел на фестивалот се членовите на КУД Мирче Ацев Прилеп. Меѓутоа, како коорганизатори, главни поттикнувачи на организацијата на фестивалот и од технички, од финансиски аспект, секогаш ни се тука општина Прилеп и Центарот за култура Марко Цепенков. Имаме уште и 25 до 30, мислам така, спонзори, кој што навистина имаше голем одзив за спонзорство од прилепските фирми, како главен покровител ни е Прилепска пиварница. Сега не би ги презентирал сите поединечно, да не испуштам некои спонзорите, меѓутоа ќе бидат доследно рекламирани на двата фестивалски вечери и кај платото пред Итар Пејо и во сабота тука во големата сала во Марко Цепенков. Добро, ви благодарам за интересот, благодарам на поканата на организаторите за да бидеме ве гости на оваа пресконференција. Јас би сакал со гордост да најавам дека Прилеп подготви уште еден нов фестивал на кој што треба да се презентираат традиционални песни и ора, а сето да биде поврзано со еден, добро кажа председателот, еден легендарен лик од овој регион. Ние си го уваживме како наш прилепчанец да во негово име направиме нешто ново, 2 фестивалски дена. Зошто општина Прилеп поддржува вакви настани? Од повеќе причини, може би станав и досаден во јавноста, но со ова сакаме да предизвикаме прво да има културна понуда во градот, 2 дена да се случува нешто, а се случува сериозно нешто затоа што има меѓународни рамки. Низ призма на културното случување гледаме и она економската страна на нештата, а тоа е дека прво ќе дојдат гости, ќе се запознаат со Прилеп, со околината на Прилеп, ќе видат што нуди Прилеп и сметаме дека низ вакво едно запознавање на Прилеп и општина Прилеп правиме само дополнителна туристичка понуда за сите оние кои што ќе дојдат и ќе понесат добри спомени од овде од Прилеп, а низ призма на тоа верувам дека ќе прошетаат, ќе потрошат дел од средствата, ќе се запознаат со убавините, ќе посетат дел од она што значи културно-историска понуда на градот, гастрономска, угостителска и така натаму, сместувачките капацитети да ги видат и сето тоа на долг рок би дало едни зголемени резултати, но најважно од се е одржување на традицијата и културата во градот. Ние сме во сериозна соработка со културно-уметничкото друштво Мирче Ацев. Институциите во градот, иако измешани надлежности и локални и централни, секогаш застанале во име на поддршка и формирање на вакви едни нови случувања во градот. Јас само сакам да посакам да ова не е, како што кажа Горан, само еден почеток, да видиме како ќе оди. Јас си земам за слобода да прогнозирам дека ќе стане долгогодишна традиција и дури по извесен период години ќе бидеме овде и со уште побогати и зголемена поддршка. Да искористам приликата да му се заблагодарам што
смислија, што организира и што побараа поддршка за да направат ваков еден меѓународен фестивал, да и се заблагодарам на директорката и на сите вработени на Домот на културата кои што секогаш најдуваат време и ресурси за да ги поддржат сите настани, да ги дадат просторите кои што ги имаат на располагање за да се случуваат настани, односно прилепчени да имаат што да видат, а и да искористиме приликава да ги поканиме сите оние кои што се заинтересирани за да погледнат фолклорни групи кои што според информациите доаѓаат од Полска, од Словачка, од Македонија, кои што функционираат овде, и локалните се разбира предводениот Кутмир Чацев, да си ги видиме нашите деца колку добро ги совладале фолклорните игри и сето тоа преточено во еден ваков убав настан 2 дена во општина Прилеп да уживаат. Да најавам само дека месец август е исполнет со многу настани, еве можеби ова е за почеток од средината на август, се случува и во претходниве недели настани, но сега интензитетот се зголемува. Нареднава недела го почнуваме овој викенд вака, паралелно со тоа се случува музички фестивал во Плетвар. На 19.8. ве поканувам да го погледнете караванот кој што ја прославува 35 годишнината од формирањето на нашата држава. Понатаму наредниот викенд е Мотофест на плоштадот Александрија, го имаме стрит фуд фестивал кој што ќе биде овде во просториите, односно во просторот кој што го поседува Марко Цепенков. Кон крајот, односно последниот викенд Airflow фестивалот, 2 дена музика, значи Прилеп ќе пулсира во име на културата и на забавата до крајот на овој месец. Сите сте добре дојдени, повелете да се забавувате во Прилеп. Ми представува особено задоволство што како Центар за култура Марко Цепенков сме дел од овај убав културен настан и што можеме да придонесеме кон поуспешна организација и поддршка на културно-уметничкото друштво Мир Чацев од Прилеп во реализацијата на меѓународниот фолклорен фестивал Итарпео. Како Центар за култура нашата улога е да обезбедиме простор, техничка, логистичка поддршка во продажба на билети и во самата реализација на фестивалската програма. За нас е особено важно како Центар за култура да бидеме отворени и достапни на културните здруженија, на уметниците и на сите оние кои создаваат културна содржина во градот. Сметаме дека токму таа соработка и меѓусебна поддршка е многу битна за да понудиме квалитетна содржина и да ја доближеме уметноста до публиката. Драго ми е што Кутмир Чацев ја имаше иницијативата и организацијата за овој фестивал, заедно со општината Прилеп, а ние како институција сме тука да помогнеме за да може тој фестивал подобро да се реализира, поуспешно и публиката да може да ужива во програмата која ја нуди. И им честитам за успешната организација, за вложениот труд, за професионалноста. Посакувам да имаме успешен фестивал и им благодарам за укажаната можност и ние да бидеме дел од истиот. Исто и од моја страна ги поканувам љубителите на фолклорот, на сценската уметност да се придружат на фестивалската програма на 14 и 15 август, да бидат дел од прекрасните настапи, од играта, од музиката. А ние, како што реков, како Центар за култура сме отворени за сите оние културни чинители кои имаат било какви предлози и културни намери и идеи, нивните идеи да ги преточиме и да успеат да стасаат до публиката. Така да веруваме дека оваа соработка ќе биде успешен пример за заеднички да успееме да придонесеме кон побогат и по-квалитетен културен живот во градот. Сакам да кажам, всушност, од каде идејата за организирање на овој фестивал, всушност е спој на повеќе идеи. Од една страна, при нашите многобројни гостувања на разни фестивали ширум светот, често бевме запрашувани дали од домаќините, дали од други гости од странство, дали може да учествуваме во вашиот град на некој фестивал, да посетиме вашиот град. Меѓутоа, иако го имаме, да кажам, реномиран, традиционален
фестивал за традиционални инструменти и песни Пеце Атанасовски, меѓутоа во статутот на фестивалот стои дека е фестивал само за традиционални инструменти и песни. Со тоа што не опфаќаме традиционалниот, поготово не стилизиран фолклор. Токму тоа беше идејата за поттикот за организирање на овој фестивал, а од друга страна имавме доста критики од познати јавни личности зошто Прилеп како центар каде што тука ние Марко Цепенков, Блаже Коневски, многу други, да кажам, доајени, зошто не направите нешто за оној легенден лик Итар Пео, бидејќи еве конкретно во Турција постои место, градчето Кемер, каде што е буквално синоним за Настрадиноџа, односно супарникот на Итар Пео. Од фестивали, од споменици, од магнетчина, буквално цел град е во символот на Настрадиноџа. Тоа ни беше другата идеја, па сакавме да ги фузираме овие неколку работи. Навистина, Прилеп е единствен град каде што има споменик на Итар Пео. Нажалост не постои на друго место нити споменик, нити фестивал, нити здружение, асоциација кој што го носи името на Итар Пео. Се надевам дека, како што кажа градоначалникот, ќе биде една традиција каде што не само прилепчани, ќе имаме, можеби ќе се развие со повеќе тематски целини во склоп на фестивалот, ќе имаме учесници од други градови од Македонија, секако повеќе учесници од странство. Значи, програмата започнува уште од утре, петок 14 август. Веќе им посакавме добре дојде на гостите од Полска, ги очекуваме во секој момент да стигнат и гостите од Словачка. Програмата утре започнува со детска работилница на могилата на непобедените од 11 до 13 часот. Предвидено е за децата да има активности кои се поврзани токму со тематиката на еден ваков фестивал, поврзани со ликот и делото на Итар Пео, креирање, дизајнирање, запознавање со македонскиот вес, со такви културни обележја кои ќе ги научат најмладите на корените на културното наследство, на традицијата и на спојот со модерното. Исто така предвидена е и дружба со маскоти на утрешната детска работилница, така што најмалите ќе имаат можност да се дружат со познати цртани ликови, за да привлечеме што е можно поголем број на млади учесници. Потоа од официјалната програма во 18 часот започнува официјалното дефиле. Ќе се прошетаме низ центарот на градот, со што дефилето завршува во 19 часот кај платото кај Итар Пео. Таму ќе имате можност да ги проследите гостите од странство заедно со неколку културно-уметнички друштва и од Македонија. Со тоа утре завршува програмскиот дел. Следно за отворената јавност е големиот настан во големата сала на Домот за култура Марко Цепенков, каде ќе има завршна свеченост со нови гости од Македонија и уште еднаш ќе ги проследиме настапите на друштвата од странство заедно со културно-уметничко друштво Мирџацев. Исто така во сабота е планирана и работилница за гостите, за членовите на ансамблите од Полска и Словачка, која ќе опфати една специфична тема, а тоа е спојот на традиционалното и модерното. На каков начин може да го зачуваме културното наследство без тоа да е еден единствен начин, туку да бараме нови идеи и нови алатки како со интересите на младите, на денешните генерации, ќе може да се пренесуваат ваквите традиции и вакви иницијативи да се создаваат што е можно почесто, па преку бура на идеи, преку дискусија помеѓу различни култури, да дојдеме и можеби до нови предлози кои уште наредната година ќе почнеме да ги применуваме. Оваа година темата на фестивалот одлучивме да биде како еден темел, да го поставиме коренот за како би изгледало понатаму, а уште од наредната планираме да биде и тематски поврзано, така што би се запознавале поконкретно со различни култури и на тој начин би можеле преку смеја, преку секојдневие, нели, како дури и потешкотиите ги изразувале преку шега,
да се запознаеме со што е можно поширок спектар на народи. Значи, на првото издание од Меѓународниот фестивал Итарпео имаме вкупно 7 групи учеснички, од кои 2 се од странство, една е од Полска и една од Словачка. Исто така културно-уметнички друштва од Македонија, и тоа од Струга, Демирхисар, Кривогаштани и Кавадарци, и исто така на двете фестивалски вечери ќе учествуваат и кут преродба од Прилеп со неколку хумористични точки, и секако како организатор Куд Мирче Ацев ќе ја започне, ќе ја заврши и првата и втората фестивалска вечер. Имам едно прашање. Многумина кога го видоа насловот на фестивалот, мислеа дека се работи за фестивал кој ќе биде посветен на хуморот. Дури и ви поставува такви прашања во коментари, некои критики патија, дури неразбирање зошто Итарпео се поврзува со фолклор. Мислам дека е убаво сите ние во медиумите да споделиме дека и фолклорот, односно Итарпео и тоа како е дел од фолклорот. Мога малку накратко за тоа да ти кажам. Бидејќи имаше доста коментари и критики по социјалните мрежи, би сакал да кажам дека под фолклор не се подразбира само традиционалните или стилизирани игри, песни, инструменти. Под фолклор се подразбира буквално се она што се опфаќа како во минатото, така и денес. Од традиционално ткаење, од традиционална исхрана, народна медицина, па дури изреки, поговорки, како и анегдоти, смеи, хумор, се спаѓа под тој фолклор. Затоа е насловен Меѓународен фолклорен фестивал. Значи, опфаќаме и традиционални игри, песни, инструменти, смеја, хумор, сатира. Тука ни се и работилниците, како што напоменавме со деца, каде што ќе се потрудат нешто да цртаат, да имитираат делови од везови, ткаенини. А зошто во Прилеп имавме и таква критика, зошто фестивалот е во Прилеп, кога Итарпео е од Мариово. И баш имавме под тој коментар добра уште една критика. Сушност, да, Итарпео е легенден лик кој што се смета дека е роден во Градешница. Меѓутоа, сепак голем дел од поранешните жители, родени или потомците од Мариово, сепак се во Прилеп. И регионално некако Мариово, поголемиот дел од етничкиот предел Мариово, сепак спаѓа во општина Прилеп. Прилепскиот дел од Мариово. И мислам дека никој друг град не би можел да превземи таква иницијатива кон овој лик, освен Прилеп. Секако и Битола е блиску до Мариово, меѓутоа во Битола се преплетуваат многу култури, како влашки, еврејски, има доста Преспа, Демирхисарско, така да Мариовскиот дел е еден минимален составен дел на битолската култура. Меѓутоа, Прилеп е навистина голем спој меѓу Мариово и Прилепско поле. Мислам дека навистина Прилеп треба да се развива во овој правец. И ете, како идеја да ни биде како што напоменав градчето во Турција со Настрадиноџа, Прилеп да ни биде во таа насока да се развива Итарпео, да биде едноставно како заштитен лик на градот. Да сублимираме, дали ќе има точки хумористични, со мајцапи, со комедии, со скечеви во таа смисла. Затоа што мислеа дека стендап комичари и слично ќе биде во фестивал, не дека ќе биде. Да, вака, Сдруженијето Преродба, нивните членки и првата и втората фестивалска вечер ни припремаат интересни хуморески, кои што во текот на фестивалската вечер ќе ги презентираат. Секако тука ни е ликот на Итарпео, кој што го доловува кој друг како не Игор Трпчевски,
кој што покрај конференције водител на фестивалот има и токму таа улога засмевање, сатира, кратки скечови. Имавме навистина идеја да во склоп на фестивалот да биде и како еден вид стендап комичари да учествуваат. Меѓутоа, еве, технички, финансиски, организацијски причини не успеавме оваа година да издействуваме тоа да се реализира, меѓутоа следната година мислам дека во тој поглед треба и ветувам дека ќе реализираме повеќе активности во тој дух. И друштво ваше со странство има припремено точки таму на хумористичен начин кај што. Да, исто така и тие се запознати со идеите на фестивалот, значи покрај традиционалните игри, песни, инструменти, припремаат и кратки, како што напоменав, хуморески творби кај што ќе презентираат нешто дел од нивниот фолклор. И уште за сцената да ни кажете како ќе биде платото организирано, дали ќе може да се следи, да се гледа, да се седи, ќе има бина, сцена, како е смисла? Во петок пред платото на пред споменикот чашмата, односно пред Итарпеа, ќе се главниот настап ќе биде на платото кај чашмата. Планиравме да донесеме и трибини околу платото, меѓутоа поглед на теренот, мислам дека би се блокирале во тој не теснец, мислам во тој круг ќе нема простор за учесниците, излез, влез. Па одлучивме оваа година да биде без трибини, едноставно да видиме каква ќе биде заинтересираноста на публиката, дали би имало потреба за повеќе трибини, дали можеби треба да се размислува за проширување на тоа плато пред Итарпеа. Така да оваа година, како што напоменавме, става еден темел да видиме како меѓу народот, меѓу Прилепчани ќе проструе овој фестивал. Ме поттикна вашето прашање и би сакал чисто за прилепската јавност да разграничиме, затоа што гледам дека има преклопување на настани кои што се планирани од аз сум диаметрално спротивни на некој начин да речам, иако ги обединува просторот во овој момент. Како локална самоуправа ние во програмата ставивме и имаме финансиска конструкција да организираме стендап фестивал кој што физички би се одржувал на платото пред споменикот на Итарпеа. Тоа е различен настан од овој меѓународен фестивал, кој што исто така го има и овој дополнителен хумористичен дух како дел од фолклорот, но се однесува на фолклорни групи генерално кои што низ дел на презентација на традицијата ќе дадат и оној по-ведриот, односно хумористичниот дух кој што низ традицијата се создава во еден народ, пошто има меѓународен карактер, треба да видиме како духот се пренесува и во овие земји кои што ги имаме, но и во разните региони овде во Македонија. И тоа е една димензија од ова што се појави како дилема во јавноста и би сакал да помогнете да ги разграничиме овие околности. Него почнавме стендап фестивалот кој што е различно од ова денес за кое што зборуваме, од причина што овие 2 месеци навистина беше се случија многу настани и допрва ќе се случуваат уште повеќе настани, го одложивме таму во месеците кога очекуваме дека ќе падне интензитетот, односно нема да има толку понуда на настани за да не ги преклопуваме, а публиката генерално треба да биде на сите вкусови и задоволена, но и да имаме што е можно поголем број на посетители. Јас сум поголем оптимист од Горан, Прилепчани се жедни за културни настани и дека ќе ги има поголем број, а и очекуваме гости и надвор од Прилеп. И од оваа причина уште една само за вас информација дека имавме една средба со една екипа од Домот на културата и ова е последната година Прилеп да нема календар на случувања кои би ги имал градот. Договоривме работна група преку
насоките од Советот на општина Прилеп до година сите средства кои што ги предвидуваме годинава се за волја на вистината и трократно зголемени, кои што ги даваме на Сдружение на граѓани, на организации, ќе бидат задолжени со нов правилник сите средства кои што се даваат од буџетот на општина Прилеп да бидат за организирање на настани. А до година би имале календар годишен на сите настани кои што би ги имало во општина Прилеп, оние кои што се предвидливи, и да се надеваме дека со вакви позитивни изненадувања како што е ова сега годинава, а го заговаравме од минатата година и при формирање на буџетот, дека доколку успеа, честитам за тоа што бевте упорни, што дадовте на Прилеп уште еден фестивал, да не се повторувам, но сметам дека ќе стане традиционален и ќе го имаме секоја година. Овој оптимизам кај мене владае заради тоа што во ваква констелација со вакви луѓе навистина сметам дека се исклучени, односно минимални, ако може така да се каже, шансите за да не се повтори ова до година и да имаме таков еден континуитет, односно дисконтинуитетот на календарот на настани во општина Прилеп би го правеле само нови настани.